На овој начин, со неколку песни и во повеќе категории, ученици од Основното училиште Кузман Јосифовски Питу се представија на меѓународен надпревар во Италија, со прекрасната хармонија и созвучие, со убавата македонска народна песна. Нашите ученици ги освоија симпатиите на меѓународното жири и се закитија со бројни награди. Овој фестивал е 12-ти поред, фестивал на фолклорот кој се одржува во Лидо ди Есоло во Италија, на кој навистина сакавме и еве учествувавме и се вративме со многу награди. Значи, хорот и дел од оркестарот настапија како вокално-инструментална група, го освоија првото место, имавме солисти исто така, вокални солисти кои се надпреваруваа, Јана Спасик го зема првото место, Јана Ѓорѓиевска второто место и Јана Колекеска третото место, исто така второ место освоја Мила Митревска и трето место освои Калина Василева, а прво место во инструменталната, значи фела, соло на гитара, го освои Христина Наумов, која минатата година пак ги освои симпатиите на жирито во вокална изведба со многу убава интерпретација на Ленче Дедејска, значи што беше. Подготовката да се направи еден добар хор е процес кој трае подолго време. Конкретно песните ги подготвивме за 3 месеци. Во февруари нашето училиште имаше юбилеј, прославувавме патронат. Тоа е секако поинаков репертоар за подготовка. Веднаш после 25 февруари ние си застанавме и си подготвивме 3 убави македонски песни, сплет од 3 македонски песни, На срце ми лежи мила мамо, брала му макапини и не стои до недомке. Кој сме ние? Што сме? Вака сега, значи, чувството е прекрасно. Значи, сметам и мислам дека го пренесовме и на родителите, и на цела Македонија со нашите снимки, со нашата реклама. Меѓутоа, таму да сте меѓу 7 држави од целиот свет, значи е нешто прекрасно. Која конкуренција беше? Значи, ние отидовме да се представиме во она светло како што и се представивме, да го покажеме она што го навежбавме. Не одевме на тоа ривалство да видиме кој пее подобро, кој пее полошо, каде сме и што сме. Затоа се имаше комисија, однапред ни беа дадени сите сегменти што ќе се оценуваат, така да ние едноставно релаксирачки си отидовме со сите тие елементи да им ги освоиме сите тие бодови, што и впрочем го направивме, и ете, конкуренција е таа. Всушност, менамо ми е втор пат да се представам на истиот фестивал. Првата година освоив прво место со Катерино Моме. Пеев таа година, оваа година свирам за прв пат на надпревар. Чувството е прво необично и извонредно заради тоа што свирам и немав толку многу искуство со тоа. Меѓутоа, јас сум најпрвен горда на себе што зедов прво место заради тоа што, иако можеби изгледа така, јас сум самоука и сама го работам сето тоа, секако со помош од моите родители, наставничката, нели, се останато. Меѓутоа, ова е голем успех за мене и е највозбудливото нешто досега. Што отстира и како публиката реагираше на твојот настап? Го свирев Пајду Шкоро во изведба на Владко Стефановски оригиналот, меѓутоа јас го преработив малку да биде поприлагодено за мене. Публиката прво и основно заради тоа што знае дека јас имам слобода и на тонската проба и на се останато, сватија дека всушност се работи за нешто што е наша традиција. Моите соученици исто така долу пред бината почна да го играат Пајдушкото оро за да се представи ете што свирам јас.
Јас се представив со песната Море со копие. Требаше и лани да настапам со таа песна, но ми се фати грлото и не можев. Но затоа сум многу задоволна од оваа година и како настапив. Како реагираше публиката, од какво значење беше за тебе оваа награда? Моите сите цел хор, другарите ми беа со многу голема поддршка кон мене и се радува со моите успеси. Какви беа твоите искуства од Италија? Како се помина? Па јас сум презадоволна од себе си и многу сум среќна што се пријавив на прво место. Што изведе и како реагираше публиката на песната? Испеав песната Заветна и мислам дека сите беа воодушевени. Која награда ја освои, од какво значење за тебе? Второ место и сум пресрекна со мојот успех. Јас сум Јана Георгиева, ја изведов песната Јована Јованке и добив второ место. Како реагираше публиката на твојот настап и дали си задоволна од истиот? Да, мислам дека и публиката беше воодушевена и јас сум стварно задоволна. Какво значење за тебе ова награда да ја добиеш на таков меѓународен фестивал во Италија во конкуренција со многу други зими? Па, ја пеам од мали нозе, но сега беше малце по-страшно за мене дека беше голема публика и сум така срамежлива. Претпоставам те тремата не те совлада и успеа нели да освоиш и награда. Дали планираш да се пријавиш до година на овој фестивал? Дефинитивно. Спасик и освоив прво место на надпреварот во Италија. Како реагираше публиката на твојот настап и со што се представи? Јас се представив со песната Ја излезе Ѓурѓа и публиката беше воодушевена, јас бев многу горда на себе како настапив и би се пријавила пак. Со наградите кои ги освои индивидуално, но и групно како училиште, учениците од основното училиште Кузман Јосифовски Питу се вистинска наша гордост. Гордост што на достоен начин го представи нашиот автентичен Милос пред домашната публика во Италија, но и пред останатите земи учеснички. Нешто што не треба никогаш да го заборавиме и нешто што треба да го вреднуваме.